Volem mi leži, mile pop Jordano. Volem mi leži, mile pop Jordano. Na glavu stoji stara mu majka, žalo go žali, mileno mu peje. Na glavu stoji stara mu majka, žalno go žali, mileno mu peje. Stari mi stari, moje milo čedo. Stari mi stari, moje milo čedo. Tvoji te drugari, posokaci odat. Slučajno ili ne, danas 17. julij 2019 godina je ден на кој што ние, македонците, широм светот го одбележуваме заминувањето од овој свет на еден од најголемите македонски современи патриоти, Христо Шишков, голем македонец, прекрасен актер, пријател и влюбеник во Македонија. Кога размислувам за него, ми доаѓа ехото на многу наши херои и хероини од блиското и далечното минато, и постари и помлади, кои што ги имаат положено своите животи на олтарот за слободна, независна и обединета Македонија. И таа идеја, и тој идеал на тие луѓе се пораки силни, дамски, драматични пораки за ова наша жива генерација, да знаеме дека стоиме на рамениците на големи македонци, на големи луѓе, кои што живееле во многу потешки, потрагични времења, меѓутоа никогаш не подклекнале, ниту пред домашниот, ниту пред туѓиот непријател. Јас би сакал да го исползувам овој миг, оваа посета на мојот драг пријател Тихомир Стојановски, прекрасен македонец, уметник, драмски и професор, за да кажам неколку збора за тоа што мене лично ме мачи и да го споделам со вас она што е прикриено ехо на сите нас македонците каде и да сме, за нашата тага, за нашата болка, за нашиот копнеж неисцрпен, за она неправда што ни се прави. Јас дојдов во Македонија преди неколку дена. Не дојдов во Северна Македонија. Никогаш нема да доаѓам и да одам во Северна Македонија, туку за мене секогаш ќе остане овој простор физички, овој духовен простор што го имаме низ целата држава. Секогаш ќе доаѓам во Македонија, бидејќи таа е таа Македонија што мене ме родила, што ме одгоила, која што секогаш ја носам со себе. И кога не сум тука, јас сум постојано овдека 72 години, имам живот, од кој што половина век талкам по непознатите патеки на мојата судбина. Меѓутоа никогаш не ја заборавив Македонија, не се откажав од неа, доаѓав, се оженив за македонка, имам македонски деца, духот ми е македонски и се додека живеам, се додека дишам, слушаш Зорану Заев, се додека дишам, јас ќе бидам македонец, а не поданик како што си ти и твоите нерани мајковци за Македонија. Јас ова лето, господо, дојдов во Македонија не на одмор, не како туриста, туку да речам како повратник, како еден од милионите македонски патници одисеи,
кои што дел од животот го поминале, како што реков, талкајки по непознатите патеки на нашата судбина, меѓутоа никогаш не заборавајќи дека тука во Македонија секогаш не чека нашата верна ткачка Пенелопа и дека сите ние каде и да сме еден ден ќе се вратиме овдека и според зборовите и преданието на поетот, слепиот поет Хомер, ќе се справиме со нашите домашни и туѓи непријатели. Може би не знаете, меѓутоа на 5. јули, во петок годинава, пред отприлика само две недели, нема ни толку ми се жени, јас, откако бев во Македонија само неколку дена, повикав неколку луѓе да дојдат со мене пред портата на Македонија. Затоа што имав информации дека таа вечер во 6 до 9 на площадот Македонија, влегувајќи преку портата Македонија, воените сили на НАТО, во кои што влезе и македонската армија донекаде, откако го истурија сиот отров, боев отров на Криволак, ќе влегуваат преку македонската порта на площадот Македонија, за да се сеќаваат со младите луѓе и да им ја кажат според нивната вистина дека се тие тука не како окупатори, тука како пријатели кои што имаат намера да не чуваат и да не бранат. Јас не можам да се помирам со фактот дека со месец и пол веќе наназад во Криволак се водат такви воени вежби со боева муниција. И затоа и се решив да го направам тој гест. Јас дојдов таму, се сретнав со еден двајца наши луѓе, потоа дојда уште неколку луѓе. И мојата намера беше на еден начин, јас ваков смртен како што сум, и немоćен, да речем, да застанам пред тенковите на НАТО и да ги сопрам барем за миг-два, символично, за да им покажам дека јас сум народот, јас сум македонскиот народ, јас сум македонскиот глас, не јас како Нестор Огинар, туку дека јас го носам во себе гласот и гневот на сите нас македонците кои што заради одредени причини не можеме, се плашиме или не умееме да го изразиме она што треба да го изразиме. Забележав дека од собранието кон некаде беше 5:30 часот кон портата Македонија се движи колона на тенкови на НАТО. И кога дојдоа на 2-3 метра пред портата, јас исчекорив во средината на портата, ги кренав рацете и спонтано реков стоп да живее Македонија. Тенкот, односно колоната, застана неколку мига и на брзина, само за неколку секунди, врз се нафрлија една толпа на полицајци во униформа, воени полицајци и полицајци во цивил. И тоа на најбрутален начин, со нивните непрофесионални однесувања, ми нанесува телесни повреди на вратот, на рамото, викајќи им и ги овете раце, за да ми стават лисици и да ме трнат настрана, како што прочем можете и да видите на некои видеата што се ставени на YouTube, да ме стиснат наспроти зидот и да ми се закануваат неколку минути, кога ги прашав зошто го прават ова, зошто не ме ослободат? Затоа што јас како слободен граѓанин сум во слободен простор. Драги мои македонки и македонци, тој простор, каде што јас исчекорив пред тековите на НАТО, е слободен простор. Тој простор не е простор на окупација. Таа порта, каква и да е направена за да го символизира триумфот на македонскиот дух и во спортот, и во културата, и во фолклорот. И јас бев навистина спремен да застанам пред тенковите, па дури ако треба и да ме изгазат, само затоа што не можев да ја поднесам таа навреда, таа нивна символична маскирана окупација, со тоа што сакаат да покажат дека тие се, влегувајќи преку таа порта, немаат нас окупирано. И кога им велев на полицајците да ги извадат лисиците од моите раце, бидејќи на еден начин ме жилија и ме болеа, еден од командирите ми дојде и така надоено ми рече, знаеш ти кој сум јас? Јас му велам, не знам, знаеш ти кој сум јас?
И тој ми вели вака: ако уште еднашка викнеш посебно, ќе наредам да ти се зголемат болките со тоа што ќе ги приснеме лициците. So, ме зедоа, после 3-4 минути ме ставија во еден полициски комби, самиот, со лисиците зад мене, во кое што немаше воздух. Ме држја тамо 3-4 минути, за малку ќе се угуше чукав на вратата со ножете. Во еден миг ја отворија вратата и внесоа во комбето уште една жена, не ја познавам, која потоа разбрав дека таа била мајка на едно несреќно дете, Пино, кое што загинало или убиено на еден начин мистериозен за кој што се уште не се знае ништо. И потоа повторно ја затворија вратата со лисиците на моите раце од позади. Повторно тропнав и кога ја отворија вратата им велам: луѓе, јас не сум терориста, ослободете ми ги рацете ако веќе ме носите во полиција. И тогаш ги ослободи раците, ме однесија во полициската станица Беко, тука некаде во центар, каде што ме држеа околу 3,5 часа и ме ослободија дури во 9:15 и само затоа што знам. Ме држеа само затоа што се плашија да ако ме пуштат порано, јас повторно ќе се вратев на местото на настанот и заедно со оние неколку луѓе кои што беа тамо, со мегафонот в раце, ќе ја кажев она вистина за која што многу од нас молчат. А тоа е дека местото на НАТО не му е во Македонија. Дека велепредsedничката влада не го говори гласот на народот. За мене, тоа што се случи во петок, тоа насилство, драги мои македонки и македонци, беше само едно ехо на она насилство што ни се случи нам македонците на 30 септември минатата година, кога ние со апсолутно двотретинско мнозинство, некаде околу 82%, потврдено со комисијата ДИК за избори, рековме не на Преспанскиот договор, неговата цела содржина, не на НАТО, не на Европската заедница, и ја кажеме вистината. Меѓутоа, насилниците што тогаш го силуваа и уставот, и народот, и законот, и сите институции, се обидуваат да не силуваат и нам ден денешен. Меѓутоа, ние како македонци имаме обврска посебно младите генерации, да се избориме за нашето достоинство. Нашето достоинство, нашата чест, нашиот образ не смеат никогаш да бидат погазени. Мојот образ не е образот на Зоран Заев. Мојот образ не е образот на СДСМ, на ВМРО, ДПМН, на Мицкоски. Мојот образ е образ на Нестор Рогинар, македонец пред се и над се, кој што никогаш нема да поклекне пред НАТО, пред Европа, пред било која светска сила. Знаете што? Јас ќе ви речам нешто што го знам од историјата на Америка. Во 30-тите години во Америка владееше невидена депресија, која што народот го остави на улица. Меѓутоа дојде еден голем американски човек, еден голем демократ, еден голем љубител на слободата и рече вака: My fellow Americans, the only thing we have to fear is fear itself. Драги мои американци, единствено нешто што треба да се плашиме е стравот сам по себе. И јас сега ви велам вака: единствено што треба да се плашиме е стравот сам по себе. Ако имаме здрав ум, ако имаме здрав дух, ние стравот ќе го победиме. А од кога ќе го победиме стравот, ќе сватиме дека овие насилници сега, отворени во владата на Зоран Заев и во таа кукавичка опозиција, не се апсолутно моćни, дека нивните подржувачи на калето или каде и да се, не се толку моćни и страшни како што нам ни се чини. Ние самите сме сега патени во таа една голгота од која што можеме да излеземе. Да се вратиме назад во 90-тите години, еден прекрасен период, барем во првите неколку години, кога првпат на политичката и на духовната, географската политичка сцена на Македонија излезе партијата ВМРО ДПМН, која што јас лично ја доживував не само како партија, тука како еден вид на движење, како еден вид на ослободена македонска национална енергија, како едно далечно ехо,
на борба што нашите млади македонки и македонци партизани и херои ја направија во народно-освојелата борба како едно далечно еко, кога нашите илинденци се кренаа против многу големиот турски окупатор, како едно далечно еко на сите македонски востанија до Карпошовото и понатаму, како едно далечно еко на македонскиот непокорен дух. Многу од вас, многу од нас се прашуваат што е ова што ни се случува и зошто толку многу на целиот свет е важна Македонија. Едно навистина суштински и историско прашање, на кое што јас лично имам одговор, на кое што одговорот го имаат и многу меѓу вас, на кое што за жал одговорот го немаат македонските власти, македонските политички партии, а посебно одговорот го немаат македонските институции како што е МАНУ и сите други институции за историја и други институции кои што намерно молчат, односно ја премолчуваат вистината. Постојат неколку тези за тоа што е, која е Македонија историски. Јас ќе ве кажам онако што јас самиот ја знам, во кое што длабоко верувам и кое што сум спремен да ја бранам, ако сакате да ви речам, пред сите светски симпозиуми и на англиски и на македонски јазик. Македонија е колепката на светската цивилизација. Никој нека не ве лаже, никој нека не ве убедува дека тоа не е вистина. Вистината е тоа дека без Македонија, без македонската историја, денешнава Европа, така наречена Европска унија, не би постоела. Јас честопати во моите средби со американски интелектуалци, со луѓе од политиката, сенатори и конгресмени, кога седнуваме на маса и разговараме за Македонија, им велам вака: the idea of your country, United States of America, and United Europe was conceived in the mind of a great man, Alexander the Great of Macedonia. Идејата за тоа која е вашата држава Америка и оваа сегашна европска заедница е зачната во умот на еден од најголемите луѓе на светот, а тоа е Александар III Македонски, син на македонецот Филип, син на македонскиот ученик на македонскиот филозоф Аристотел. Зошто го велам тоа? Затоа што таа идеја, поттикната од Филипа и од Аристотела, во умот, во духот, во срцето на Александар е идеја на сеопфатен вселенски хуманизам. Македонија не е само држава, не е само империја, не е само република, каква и да ја нарекуваат. Драги мои македонки и македонци, почитувачи на Македонија ширум светот, Македонија повеќе од се е идеја и идеал. Идеја и идеал за тоа дека ние сите сме дојдени на овој век, на овој свет, на ова кратко трајање ни животот да поминеме како комети што доаѓаат и се губат некаде во големиот свемир, само затоа за да бидеме едни со други, за да покажеме љубов едни кон други, за да бидеме толерантни едни кон други. И јас секогаш велам вака: разликата меѓу Македонија и македонецот, односно македонскиот народ, разликата меѓу нас како македонци, и србите, и бугарите, и грците, и албанците, е во тоа што ние од век памти век секогаш сме ја давале раката кон соседот, кон оние што сакале да дојдат. И сме велале: добре дојдовте, заедно да работиме, заедно да живееме, заедно да се почитуваме. Меѓутоа, за сето тоа време ние добиваме тупаница. Сега е време, ќе ви речам нешто, откако ќе го положам тоа. Време е сега ние да ја собереме раката и да одговориме со тупаница. Зошто? Затоа што испадна дека дојде времето кога ние со нашиот пристап кон себе си самите и кон таа идеја на хуманизам не го исполниме она што е биолошки во нас самото. Ние не го возбудиме во нас инстинктот за самоодржување. Ние дозволиме други намесници и туѓинци да ни кажуваат кои сме и што сме. И јас честопати велам
Имам порака до оние кои што го знаат и англискиот јазик, а не ја почитуваат Македонија. Who are you to tell me what I am and who I am? I am a Macedonian. I have been here in this country, in this spiritual space, long before you have been, and I shall be here long before you are gone. И тоа мора да го разберат и Америка, мора да го разберат и Европа. Случајно ли е тоа што за прв пат на македонска почва, по повикот на македонецот, како што е забележано во Новиот Завет, во Библијата, кон рамноапостолот Павле му беше пуштена пораката и гласот: дојди кај нас во Македонија и помогни ни. Зошто за прв пат по светот идеите на Христовото учење за љубов, за почит, за самосоживот дојдоа во Македонија? Зошто за прв пат во светот апостолот Павле и неговите следбеници ги организираа македонските цркви? Зошто во Новиот Завет Македонија е споминана неколку дузини пати и како Македонија, и како македонци, и како македонски цркви? Затоа што тоа е вистината, која што никој не ќе може да избрише, затоа што за прв пат во македонската црква е крстена македонката Ливија, бојадживката на платната. Се работи за нешто што е многу големо. И кога ќе ми речете вие мене или некој, знаете што, ама кои сме ние, малечки сме, немочни сме, јас ќе ви речам вака: драги мои македонки и македонци, осознайте си себе си самите. Во секој од вас има божество. Во секој од вас е подзаспан Херакле. Ние македонците сме децата на Прометеј, децата на нашиот митски татко Македон, на неговиот татко Прометеј, кој што за прв пат го украде огинот од Олимп, им го даде долу на луѓето, за да ги осветли, за да ги просветли, за да ги огрее. И може би неслучајно јас го носам и тоа име Огинар, бидејќи како и да е, јас цел мој живот го чувствувам тој огин и нема никогаш да дозволам било каква сила на светот, било каков ветер да ми го изгасне. Ние македонците имаме света обврска да го чуваме во нас тој огин. И тој огин е пренесен и во нашата македонска православна црква. Не можете вие да ми кажете мене дека можеме да го премолчиме, мораме да го премолчиме велепредавничкиот Преспански договор што го потпишаа Нереве мајковците Димитров, Шечеринска и Заев со грчките андарти. Разбирате или не? Ние македонците и македонките имаме света обврска да го браниме она што е наше историско минато. Ние нашата историја не можеме, не смееме и нема да ја делиме, ако ме прашате мене, ниту со грците, ниту со бугарите, ниту со србите, ниту со американците, ниту со било кој, бидејќи сите тие малечки држави не постоеле пред да постоиме ние. Сите тие се имаат испилено од скутот на големата мајка Македонија. Сите тие имаат украдено од нашата територија, од нашата култура, од нашето духовно богатство. И кога јас, како македонец, ако сакате пак и како интелектуалец, сум соочен со една горка вистина, дека во Македонија така наречената интелигенција, заробена во ману и во тие македонски институции, ден денес преговара, разговара, заговара преку преспански, преку бугарски, преку албански платформи и договори за тоа дека ние треба да бидеме кон нашите соседи, да им дадеме нешто, да делиме нешто со нив. Ние, драги мои македонци и македонки, нема што да делиме со никого. Нашата вистина излегува од нашите усти, таа произлегува од нашите срца. Нека каже кој што сака. Јас ќе ви речам, има премногу анекдоти и може би ова не е време, ќе ми треба многу повеќе за да ви кажам она што јас имам доживеано во Њујорк, преку англискиот јазик, во библиотеките на њујоршките институции, за тоа која е вистината за Македонија. И за древната Македонија, и за Македонија од поновиот век.
Знаете што? Морам едно нешто да речам. Ако некој ја спаси Македонија денес ваква каква што е, ќе ја спаси македонската жена. Македонскиот женски фактор, бидејќи има една вистина искажана од една голема британска историчарка и патеписка, интелектуалка во половината на минатиот век, Ребека Уест, која што во својата култна книга, за која што знаат многу од американските председатели и британските премиери, за која што знае британската круна, која што низ нејзините патешествија низ Македонското полуострово има посветено најголем период и време во Македонија, овој духовен наш простор. И во 937 година, минатиот век, таа има испечатена една книга што се вика Black Lamb, Grey Falcon, црно јагне, сив сокол, во која што таа на еден возвишен начин зборува за нејзините печатоци од добрината, од убавината, од честноста, од скромноста, од едноставноста на македонците, а посебно на македонките. И во еден период кога таа оди долж котлината кон Охридското езеро, ги забележува македонските жени кои што со испукани раце и со длабоки бразди на челата, со нивните престилки и шами наведнати, ја копаат таа македонска земја со најголема љубов и таа извикнува: овие се благородниците на македонската почва. Those women are the noble people, the aristocrats of the Macedonian soil. Кога ние би знаеле, драги мои пријатели, драги мои македонки и македонци, колку светот знае за нас, колку светот знае многу повеќе од нас, тогаш навистина ние би го разбудиле во нас она што го рекол преди малку тој подзаспан Херакле, за да може да стане и да појде како што го направи митскиот Херакле на карпата на Кавказ, каде што беше закопан нашиот митски татко и бог Прометеј, за да го ослободи од мршојадите што катаден го коваа джигерот. И сега повторно да речам, кога секој од нас би имал барем и малку сознание за нашето величие, би ја возобновил во себе енергијата на сите оние наши претходни генерации кои што, како што реков пред малку, се бореле за Македонија во многу полоши услови отколку оваа наша жива генерација. Ние сме народ чии што генерации му имаат одолеано и на мечот на Рим и на јатаганот на отоманот и на куршумот на андартот и на куршумот на фашистот. Зарем можеме ние да го заборавиме заветот што не обврзува, да се кренеме на наше величие, да не го цитирам сега Блаже Коневски, кој што има речено, како што знаете, големо ни е името, ќе се обидат да не го украдат. Е сега вака, јас ви велам, кога некој ќе пружи рака кон тоа големо име, грабнете го и свалете го надвор. Скршете му ја раката, не му ја подавајте, затоа што посегаат по нешто што не е нивно. Европа без Македонија не ќе може да постои и сега повторно ќе се вратам на една од новите мисли на Ребека Уест, која што за македонската жена вели вака: ние, европејците, сме никој и ништо, се додека не признаеме дека големината на Македонија, дека големината на Европа доаѓа од Македонија. Се додека во нас не разбереме, ќе видиме дека големината на Европа доаѓа од Македонија, ќе видиме како зелена мува на фиданка трендафил од корната и вфрлена на буништето на заборавот. Се додека ние не разбереме тајната на прстите на македонските жени од Скопска, Црна Гора, Сува Гора, од Битола,
и од другите македонски места, кои што со своето ткање во нивната фолклорна уметност ги имаат метнато тајните на животот и смртта. И сега треба да се запрашаме. Што е живот живеан, без чест, без образ, без достоинство? Зар ние можеме да дозволиме, ние кои што сме потомци, наследници на Александар, на едно голо име Македонија, која што и како империја никогаш во своите институции немаше институција робство. Јас честопати им велам на американските и на европските така наречени интелектуалци и политичари. Вашите империи го ведоа институцијата робство. Вие одевте по светот за да ги експлоатирате човечките и културните и природните богатства. Македонските институции никогаш не признаа робство. Ние македонците никогаш не сме имале робови и затоа нема да дозволиме никогаш да бидеме никому роб. Јас како професор сега во пензија имам обврска кон вас, млади македонци, и во Македонија, оваа Македонија сега, и во Беломорска Македонија, и во Пиринска Македонија, и во делови од Србија, мала преспа во Албанија, да ви порачам нешто што јас самиот го чувствувам и што како човек сум го спроведувал во дело. Немојте да дозволите никому, на гркот, на србинот, на албанецот, на бугаринот, на американецот, на британецот, на европеецот, да ви кажува кој сте и што сте, речете му, who are you to tell me what I am? I am Macedonian. А мораме да признаеме едно нешто, дека ние во нас носиме во исто време, парадоксално може би звучи испротивставено, меѓутоа секој од нас закопано некако во тајните одаи на нашето духовно битие, имаме закопано гордоста на Александар и скромноста на Исус Христос. И тоа е нашето орудие. Тоа е нашето оружје со кое што ние како македонци ќе се браниме. Не смееме да дозволиме да помине вака ова велепредавничка власт сега. Јас честопати сум говорил и сум рекол, како што тоа ми го има речено мојата сопруга. Кога му го менуваш името на еден народ, му убиваш душата. Кога му го менуваш името на еден народ, како да сакаш од утробата на мајката да го открнеш чедото кое што треба да биде родено. Млади македонки и македонци, каде и да сте, бидете горди на своето големо македонско битие и никогаш немојте да подклекнете пред било кому, бидејќи, ако ништо повеќе, ако речеме дека не сме поголеми од било кој, тогаш сме еднакви со секој во светот. Ова што нам ни се случува сега, за последниве 30 на години, е за мене продолжение на еден антрополошки духовен геноцид, кој што е започнат многу одамна, пред многу генерации. И кога јас преди некој ден бев на поклонение на споменикот вржена парк на децата, не бегалци, туку децата прогонети, и кога пред камерите извикнав да живее Македонија, го мислев тоа, бидејќи со мене беа од мојата генерација и постари луѓе кои што знаат точно што е македонската Голгота. И затоа јас ќе ви речам, се приближува големиот македонски празник Илинден. Ние нема да го делиме со никого. Ние немаме заедничка историја со бугарите, ниту со грците, ниту со србите, ниту со албанците од Македонија. Сите тие се произведени од нас. Сите тие имаат украдено и простор, и територија, и културно и духовно богатство. Во овој духовен простор што не опфаќа сите нас многу подалеку, го надминуваме и времето, и просторот, и сите оние настани, и ќе мораме некаде да се сетнеме заедно на ова парче земја, еден ден, за да му кажеме на светот сме народ достоен за почит, народ кој што имал, има и ќе има сето она што тие сакаат да ни го украдат. И наспроти сите негативни енергии, и наспроти сите негирања, и наспроти сите стравови, јас останувам не само оптимиста, јас останувам длабоко убеден дека она што е во мене, во мојот ум, во мојот дух, во моето срце, не го делам никому, не го делам со никого, освен со вас, драги мои возлюбени македонки и македонци,
moji duhovni čeda na ovaj duhoven prostor, za da možemo zajedno da se patime raka za raka i da го изразиме нашиот гнев и да го креме нашиот глас против сите неправди што ни се прават. Јас ве повикувам да го покажеме тоа што поскоро на Илинден. Политичарите, одродени и заробени во партиите СДСМ, ДПМНЕ, ВМРО и како сакате да ги наречете, не се македонци. Во нив јас не наоѓам ниту еден македонец. Не знам што се и кој се. Меѓутоа правиот македонец, правата македонка, како што ми рекле многу американски интелектуалци и познавачи на меѓународното право, вистинскиот македонец, што го чувствува тоа во себе, никогаш не би дозволил да го направи ова што го прават овие изроди. Само една кратка анекдота за на крајот, пред да завршам. Преди многу години, кога јас како задграничен представник на ВМРО ДПМНЕ партија, во која што јас тогаш верував и која што, како што реков на почетокот, ја држував не како политичка партија, туку како едно семакедонско национално движење на една голема наша народна енергија ослободена. Кога организираме протест пред Обединетите нации со моите деца малечки тогаш, поминав пред портата на Свети Патрик, катедралата на Петта авенија, и видов на степениците на скалите еден прекрасен стамен постар индијанец, американски индијанец, кој што стоеше со пелјаницата и со неговите бои индијански на неговото племе, со плаката на која што на англиски јазик пишуваше "Please help me go back to my native Arizona." Јас застанав, го погледав и доживеав еден трепет во мене, отидов кон него и му реков: "My friend, like you, I too want to go back to my native Macedonia." Човекот ме погледа, стана, ги испружи рацете и ми рече: "Macedония, Alexander the Great of Macedonia." И ме прегарна и јас ја почувствував в неговата топлина. Ете, тој индијанец, тој човек чијшто народ, чијшто племиња подлегна, не секајќи се, разбира, на големиот геноцид на англосаксонската империја, на американскиот геноцид, кој што е направен врз нив. Тој човек препозна во мене наследник на Александар Македонски и знае за Македонија многу повеќе отколку многу наши така наречени интелектуалци што денес седат и земаат леб и јадат врз сметка на вас, македонците, што живеете во оваа Република Македонија. Драги мои пријатели, браќа и сестри, ќе ви порачам само едно нешто. Каде и да сте, колку и да сте, вие сте многу посилни и помоćни, отколку што овие изроди од овдека и Америка и Европа сакаат да ви го наметнат тоа. И не смеете да дозволите стравот да ве парализира. Не смеете да дозволите да се отуѓите не само едни од други, туку во себе си самите. Морате повторно, како Одисеи, да патувате назад по своето длабоко духовно битие, за да некаде таму во тајните одаи го најдете човекот, и најдете жената и разберете дека сте неуништиви, дека Македонија била и дека ќе биде. Меѓутоа, секој од нас има света обврска да го направи тоа, да го открие и да му укаже на светот да подадеме рака едни над други на многаја лета, на многаја лета, вечна Македонија. Амин. Посокаци одат, тажни песни пеат, твоите другари. Посокаци одат, посокаци одат, тажни песни пеат. Бог да го прости, миле поп Јорданов. Бог да го прости, миле поп Јорданов. Миле поп Јорданов, славно загина, славно загина за Македонија. Миле поп Јорданов, славно
zagina, za narod zagina, za Makedoniju.